каде се подготовките за најголемиот музички настан за ова лето во Бргалнишкиот регион по повод празникот на рударите и Ден на општина Македонска Каменица? Кажете нешто повеќе околу програмата, имињата на изведувачите, локацијата, термините. Моментално сме во последна фаза на подготовка за 28-ми културното каменичко лето кој ќе трае 3 дена. Во врска со програмата, значи, е завршена, ќе имаме учесници, 90% ќе бидат учесничи македонски пејачи и групи, само еден ќе биде од страна, тоа е звездата Петар Грашо, кој што ќе настапува на 28-ми. Моментално завршивме со состанокот околу безбедосите прилики за време на тие 3 дена и така да мислам дека сме во завршна фаза околу подготовка. Така. Во минатото овој настан публиката беше навикната да следи странски музички имиња, сега програмата е многу поразлична како што кажавте, по која доминираат македонските изведувачи. На што се должи оваа промена? Целта на сето ова е, имајќи предвид дека и јас нели како по вокација наставник по музичко образование и сум дел од музичката фела во Република Македонија, факт е дека сето ова потекнува и се должи на зачувување на идентитетот, културата, традицијата, така да мислам дека многу подобро е да вложиме труд да ја форсираме македонската култура, за да можеме да знаеме, кога ќе знаеме да ја цениме собствената, ќе знаеме да цениме туѓата култура. Така. Покрај музичките содржини, оваа година во рамки на одбележувањето на Денот на рударите вклучуваат и спортски настани, како што беше најавено. Кажете нешто повеќе за мотивите за содржините од овој вид. Фактот е дека покрај културата сакаме да биде застапен и спортот, бидејќи нели во здраво тело, здрав дух, имаме интересни содржини од таа гледна точка, значи ќе има баскет, ќе има трки, велосипедски трки, маратони, така да ќе биде збогатена програмата и од тој дел. Добро, а во однос на спортот, колку младите во Македонска Каменица практикуваат спорт, колку го сакаат спортот, дали во моментот каква е состојбата со спортот и да кажеме кои се перспективите за развој на спортот во иднина во однос на тој дел? Во моментот, значи, во Македонска Каменица функционираат многу добро машка екипа фудбал, имаме женска фудбалска екипа која што беше актуелен шампион на ниво на Република Македонија, имаме исто така кошакарски клуб кој што исто така беше шампион, има пинг-понгарски клубови и така да застапени се повеќе гранки од спортот, каде што учениците, тоест помалата генерација и па дури и повозовците се директно вклучени во тие тимови, во тие содржини, така да искрено се надеваме дека во иднина и ќе ги збогатиме. Така. Значи младите во Македонска Каменица практикуваат спорт интензивно. Кажете ми сега нешто во однос на работата на вас како градоначалник, во однос на работата кон граѓаните, остварувањето на вашите ветувања кон граѓаните. Зад вас се околу 10 на месеци од почетокот на вашиот мандат како градоначалник. Кажете нешто повеќе за досега целосно реализираните проекти и активности во овој период. Како сте задоволен од динамиката на реализација на активностите и работите од страна на општинските служби, пред се околу организираноста внатре во општината и капацитетот на општината со кој што одговарате на потребите на граѓаните? Да бидам искрен, во првите 10 месеци мора да би сакал да се пофалиме дека покрај сето она што се случува околу нас, имајќи предвид ковид криза, претходно економската криза, енергетска криза, досега добро се соочуваме со предизвиците кои што ни предстоја и кои што ни предстојат. Програмата ја реализираме согласно динамиката која што имаме поставено. Општината има капацитет за работа, вработуваме и нови млади кадри кои што сакаат да допринесат за граѓаните на општина Македонска Каменица и искрено јас сум задоволен како ќе ја завршиме 22. Од почетокот на вашиот мандат сигурно имате согледано со какви потреби и предизвици се соочуваат жителите на руралните населени места и дали тие се разликуваат од оние на граѓаните во градот, во урбаната средина во Македонска Каменица. Кои позначени проекти се започнати или реализирани за жителите на руралните места и кои се проектите за граѓаните во урбаниот дел во Македонска Каменица, односно во градот? Општина Македонска Каменица, централното подрачје можеме да признаеме дека е во многу добра кондиција у смисол на водоводна канализациона мрежа и патната инфраструктура. Имаме мали делови кои што треба да ги доработиме од тие двете работи. Мислам дека ќе ги дозавршиме, а кај руралните средини имаме поприлично работа во врска со патната инфраструктура и
водоводната мрежа и канализација, кај што јас и претходно и во самата програма имам ветено на граѓаните дека во текот на овие 4 години ќе дадам се од себе 90% баре да бидат завршени сите патишта и водоводи и канализационни мрежи во руралните средини, за да можеме да ја обезбедиме на граѓаните пристојни услови за живот. Во реализацијата на вашите проекти, јавноста може да забележи дека сте во постојана комуникација со граѓаните на Македонска Каменица. На што се должи ваквиот однос и кажете ни нешто повеќе за начинот на кој што функционира ова ваша постојана соработка со граѓаните. Јас сум и претходно во неколку интервјуи имам кажано дека мојата фамилија потекнува овде од 16 век, така да јас сум цело време човек кој што се движи помеѓу народот, соработува со народот, ги прифаќа идеите и сето оно што им треба, ние се трудиме да излеземе во пресрет, јас и мојот тим. Така, значи вашата работа и вашите ветувања се директно посветени во директен интерес на задоволување на потребите на граѓаните. Да, и во директна комуникација со нив и како нивни идеи. Така. Кажете ни, кој е моментално најголемиот проект на кој што сте посветени како локална самоуправа? Ние моментално работиме на 4 капитални проекти кои што треба да бидат завршени во 2022 година. Тие се некаде во вредност околу на €1.000.000, значи се работи со спортско-рекреативниот центар кој што ќе биде, може да се каже, најубав во Источна Македонија, нема таков, значи голем спортско-рекреативен комплекс кај што ќе бидат застапени игралишта за сите видови на спортови, осветлувањето на Каменичка река Кеј, значи комплетно, осветлување на влез и излез на Македонска Каменица и проектот меѓугранична соработка е за кула за детекција на превремени пожари, кој што ќе биде исто така завршено. Кажете ни, кога го спомнавте овој проектот, каква е состојбата со пожарите ова лето и какво е искуството на вас? Прва година сте како градоначелник, какво е вашето искуство, дали може да се подобрува во таа сфера капацитетот на локалните институции? Јас како сум градоначалник на Македонска Каменица, заедно со мојот тим досега имаме инвестирано во противпожарната единица. Немаме, фала му на Бога, досега некои поголеми пожари, имавме посипни интервенции на единицата, сега имаме и ново формирано доброволно противпожарно друштво САСИ, кои што исто така не излегуваат во пресет секогаш кога има потреба. Така да, од таа гледна точка, и исто така се надеваме дека и во иднина ќе влагаме уште повеќе во самата единица. Во опрема, нормално и во обуки. Во вашата програма најавивте современи сообраќајници до секое населено место, водовод и канализација без малку до секој дом во општината. Ова е огромен предизвик за било која општина во Македонија, мора да признаеме. Дали сметате дека реализацијата на ова ваше ветување се одвива согласно предвидените планови и дали ќе се реализира до крајот на вашиот мандат? Да, јас сум сигурен во тоа. До сега, како што се тера динамиката на работата, мислам дека ќе успееме и покрај кризите што ни предстојат. Така. Јавноста во Македонска Каменица, а и пошироко е сведок дека работата на јавното претпријатие Камена река отскокнува во позитива во споредба со минатото. На што се должи ваквата квалитативна и квантитативна промена на подобро? Кажете ни нешто повеќе за состојбата во јавното претпријатие и плановите за развој во иднина. За тоа морам да признам дека факт е дека новиот директор Владко Димитровски, кој што е моментално на јавното претпријатие, човек, индивидуа која што води грижа за претпријатието, дел од претпријатието е долги години, така да се што со наша помеѓусебна комуникација, проектите кои што ги имаме замислено, заеднички ги реализираме. Така, значи менеджментот е виновен во наводници, да, за однесувањето на јавното претпријатие до сега. Централните власти и владата упатуваат пораки до физичките и правни лица за штедење на енергенци и електрична енергија во периодот кој што следува. Како енергетската криза се одразува на работата на локалната самоуправа и локалните институции под ваша надлежност? Факт е дека со овие кризи нормално е дека се случија, да не речам, тектонски пореметувања од финансиската конструкција, сето оно што го имавме планирано. За жал нема да можеме комплетно да го реализираме баш од тие причини, меѓутоа водиме грижи, имаме направено план. Кај нас во централното подржје се користат штедливи сијалици, исто така правиме проекти во институциите каде што имаме можности да ќе ги смениме сите тие светилки
како штедливи и користењето на фотоволтаици и панели за производство на собствена електрична енергија. Така. Доаѓате како кадар од образованието. Какви се актуалните состојби во образованието во Македонска каменица во споредба со минатото? Па за сега можеме да кажеме и таму дека имаме потешкоти и знаете самите дека на ниво на централна власт не сме од иста политичка опција и факт е дека за жал имаме обструкција од таа гледна точка, се кратат блок дотациите, меѓутоа добрата финансиска кондикција на самата општина се трудиме да им помагаме и на образовните институции. Така. Неодамна се одржа манифестацијата Денови на диаспората кај туристичкиот локалитет Еленец. Каква комуникација и соработка имате со нашите иселеници во странство? Дали покажуваат интерес за враќање или пак можеби можности за инвестирање во родниот крај? Тој ден на диаспората се одржува или таа манифестација по 7 пат, имајќи предвид претходно 2 години со пауза поради ковид пандемијата. Факт е дека имаме добра, одлична соработка со нашите луѓе од диаспората, се трудиме ние како општина се што е во рамките на нашите можности да излезнеме во пресред на заинтересираните кои што сакаат да инвестираат во општина Македонска каменица. Така, значи интерес има, само има интерес, да, само треба да се дофинишира. Каква ви е соработката со бизнис секторот постоен во Македонска каменица? Имаме добра корелација со, за жал, млад, не можеме да кажеме дека имаме поголем опус на бизнис заедница во Македонска каменица. Имаме неколку предпријатија кои што се позначајни, меѓутоа тоа е многу мал дел за она што имаме потреба реално за отворање на нови работни места. Ние се трудиме, преговараме со повеќе поголеми фирми, не само од државата на Република Македонија и од странство, кои што ќе сакаат да дојдат тука да инвестираат, да отворат нови работни места. Кажете ни за крај неколку поголеми проекти кои што ќе се реализираат или се започнати со реализација до крајот на оваа година. Тие, значи, досега што ги спомнав 4 проекти, да не се повторуваме, некои спортско-рекреативниот центар, кеј, осветлување, влез-излез осветлување на Македонска каменица, Кулата, значи имаме некаде околу 50 проекти, помали така наречени паркинзи, уредување на паркови, водовод и канализација. Мислам дека 2022 година ќе ни биде успешно завршена.